Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на Отворено студио. Со почеток од 14 часот, а траеме до 23. Веќе тоа го знаете, јас сум Владко Чаловски, ова е мојата колешка Елена Милошевска. Елена, што е она што ќе го гледаме денеска на програмата? Така, накратко ќе ве запознаеме вас гледачите што ќе гледаме. Како што спомена ти, студиото започна од 14 часот до 22 часот, односно маратонското Отворено студио 1. Во овој прв блок, во оваа половина час, накратко ќе се подсетиме во однос на тоа кои беа гости во вчерашното Отворено студио 1 во дневникот, а исто така и во вторската емисија Печат на неделата. Потоа следуваат вестите со колегата Александар Петревски и секако ние се враќаме повторно назад во Отвореното студио 1 во 15 часот и 20 минути. А овој пат ќе ни Пекова, директорката на пластична хирургија. Со неја ќе разговараме на една навистина интересна тема, а тоа е ракот на кожата кој што тивко доаѓа, а важно е рано да се открие. Потоа секако ќе ги анализираме и вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ и по завршувањето на вториот блок Отворено студио 1 време е за уште едно информативно издание, односно вести во 16 часот со колегата Александар Петревски. По завршувањето на вестите ќе видиме што денес вкусно ќе ни изготви Маја во нејзината емисија Маја готви и потоа следува Отвореното студио во 17 часот, каде што денеска повторно друштво ќе ми прави колегата Владко Чаловски. Темата ќе биде STEM Академија, како се создаваат новите генерации на иноватори во Македонија. Ќе ни гостуваат на оваа тема две дечиња. Тоа се Јован Стојковски и Симон Божиновски, заедно со генералниот директор на STEM Академијата Жарко Поп Илиев. По завршувањето на овој трет блок Отворено студио 1 следуваат наред забавните емисии, односно Звезда број 1 музичкото талент шоу, потоа ексклузив со Стефан и Кристина Весик, како и веќе добро познатата емисија Студио Мода со Сергеј Варошлија. Во вечерашното Отворено студио 1 во 19 часот и 20 минути, во него ќе ве води колешката Анета Кочишки, па потоа следува дневникот со колешката Елена Джугуманова и во 21 часот Отвореното студио ќе го продолжи колегата Александар Чомовски, гостин ќе му биде Митко Панов и сторичар. Она што можам исто така да кажам дека денешниот ден, како што е веќе во пракса, вие тоа добро го знаете, дека го заокружуваме со вестите во 22 часот и 50 минути. Накратко, тоа е она што ќе гледаме. Да, сега додиме со ред. Имено овде во студиото гостинка беше министерката за правда, Рената Десковска. Разговараше со Борин Јовановски, а прашањата се секако на отворениот предмет, судбината на специјалното јавно обвинителство, чиј што статус пак треба да се реши со законот за обвинителство. Веќе неколку рунди преговори се случија на оваа тема помеѓу власт и опозицијата. Меѓутоа, статусот на СЈО и понатаму останува под знак прашалник. Имено тоа е една од клучните теми кога се работи за извештајот за напредокот на Република Северна Македонија, кој што пак ќе треба да биде објавен за некаде околу 2 до 2,5 недели. Ја слушаме Десковска во продолжение, па се враќаме во живо од студиото. Клучниот проблем е се уште проблем кој што останува. За некои работи најдовме приближување, но тоа беа работи кои што не го тангира клучниот камен за сопнување, а тоа е постапките. Каде најдов, каде се согласите, да речем? Значи, јавноста знае дека ВМРО достави до Министерството за правда одредени амандмани и амандманите кои што се однесува на внесување на одредби од етичкиот кодекс, одредени одредби кои што се значеа, да речеме, прецизирање на определени позиции во јавното обвинителство генерално, беа прифатени. Но она што реално е проблем во целиот процес, остана како проблема, тоа е прашањето кои што се однесуваат на специјалното јавно обвинителство. Каде сте заглавени, сега прашам? Дали е тоа оној дел кој околу тоа што ќе се прави со оние постапки кои се покренати по 18 месеци, како што беше предвидено со законскиот рок на специјалното јавно обвинителство? Токму тие постапки се всушност клучниот камен на сопнување, што со нив. Значи, во предлогот на Министерството стои дека тие постапки продолжуваат и ќе ги продолжи обвинителството, што е надлежно, а надлежност според надлежностите е специјалното јавно обвинителство.
Од страна на опозицијата постои барање тие постапки да бидат прекинати, сите докази кои што биле собрани во текот да падне во вода и на тој Прекинати и начин. потоа што со нив? Прекинати. Па, тоа е проблемот кој ќе ги прекинете постапките. Практично постои практична неможност после тоа повторно да ги отварате. Има ли во тие разговори предлог како да се задоволи правдата? Да се, не знам, ако се прекинат, како поинаку да се решаваат? Значи, Ако се прекинат во смисла на тоа дека СИО не треба да ги води. прво искрено желбата да се задоволи правдата. Значи, дали ако сакате да задоволите правда, тогаш нема да поставувате барање за амнестија преку закон. Предпоставам дека го отварате ова прашање и велите добро што правиме со нив и кој е нивниот предлог. Значи, нема предлог, контрапредлог кој што би дошол, значи јас цело време тоа барам и затоа сме од април месец до сега застанати, заради тоа што нема контрапредлог кој што би го виделе. Предлогот кој што беше доставен со амандманите, тие постапки да прекинат и да пропаднат. И тоа е тоа. Добро, уште колку можеме да чекаме? И Значи, уште колку време му давате, колку простор се дава за да се дојде до потребниот договор кој ќе овозможи 80 пратеници? Значи, јас мислам дека е најдобро да ги исцрпиме сите можности за постигнување на договор, односно консензус на национално ниво за носење на овој закон, заради тоа што беше донесен со заедничка согласност од политичките партии. Мислам дека е добро сите политички партии да се вклучат. Ке видиме, постојат индикативно два рока. Едниот е до затварање на извештајот, другиот е до носењето на одлуката за почеток на преговори. Би било идеално ако успееме тоа да го затвориме во нареднава недела и следната која што доаѓа, но ако не се успее, јас не би одела на решение по секоја цена. Мислам дека тоа е обврска која што имаме пред се спрема нашите граѓани. Освен ова интервју следуваше уште едно, а тоа беше со уште еден министер, односно министерот за образование Арбер Адеми, кој што му гостуваше на уредникот Ацока Абрамов во отвореното студио 1 вчера. Темата на која што разговара беше секако повторно во фокусот на вниманието, а тоа е дали децата, односно првачињата кои што од септември ќе се запишуваат во училиште, ќе мора да се вакцинираат. Јас за не должам многу во продолжение да погледнеме и дел од ова гостување. Морам да кажам дека сме ги разгледале повеќе опции, имајќи ги предвид двата темелни вредности кои се загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија. И правото на образование, имајќи предвид дека јасна, прецизна, децидна, кристална чиста одредба кај што се вели дека основното образование е задолжително и бесплатно, но исто така секое дете има право на здравје и треба да се запази, треба да се обезбедува здравјето на целото општество, здравјето на сите деца. И затоа сме дискутирале на повеќе наврати за сите можни опции. Сме спроведеле, фактички Министерството за здравство и пред ова спроведела теренска вакцинација. Да, ама беше поразителни бројките, само 8% од вакцинирање на децата по училиштата, само 8%. Сепак е некоја мерка, некоја активност конкретна за да се зголеми стапката на тие деца кои не се вакцинирани и да се вакцинират. Но и сега сме дискутирале за отварање пунктови по училиштата за време на уписот или додека трае летниот распуст пред почеток на учебната година, да им се даде можност на сите деца да се вакцинират и да започне учебната година како што треба. И имајќи предвид и законските решенија во Законот за основно образование, се вели и основното образование задолжително и бесплатно, но исто така се вели дека при уписот, при доставување на пријавата, треба да се достави и соодветна потврда каде што се докажува дека се примени сите задолжителни вакцини. Да. И дали до сега имало доследна примена или немало доследна примена? Па немало очигледно. Немало, бидејќи резултатите се евидентни и затоа сме дискутирале
вчера на влада, но повеќе од тоа, имајќи ги предвид сите загрижувања од родителите, бидејќи нивните на некои пријавите за упис биле непримени од страна на училиштата. Не знаеле како да постапуваат, па ги враќале. Така. Така што сега вториот заклучок на владата стои дека морат да ги примат училишта да ги примат документите, а накнадно а запишување, регистрација ќе има само за тие деца кои ќе бидат вакцинирани. И како дојдовме, да кажеме, до една ваква солуција и уште една потврда, уште потврста потреба дека треба да се вакцинират сите, имајќи го предвид и едно решение од Уставен суд каде се 2016 мислам че 2014 мислам дека е, каде што се третира ова прашање и каде се вели дека не представува дискриминација ако при уписот низ предучилишните установи или училишни установи, образовни установи се бара потврда соодветна за примени задолжителни вакцини. И така за сите овие околности, да кажеме, и така дискутиравме и така пресековме, бидејќи и јас лично размислувам дека треба да запазиме, особено во вакви сериозни околности, кога се соочуваме со епидемија и во моментот кога што зборуваме, имаме деца кои се во здравствени установи. Па и во Германија, во Италија, сегде задолжително има и казни за невакцинирање и има многу родители противници на вакцинирањето, можеби заради таа пропаганда што се ширеше и недовербата. Очекувате ли дека може од нив некој да тужи за тоа што неговото дете, например, нема да сака да го вакцинира, нема да седне во училишното столче на 1 септември и ќе тужи државата, односно Министерството, бидејќи не му го дозволила правото кое што му е загарантирано со Устав, односно право на образование. И двата вредности, како што кажав, темелни вредности се загарантирани со Уставот. И правото на образование и правото на здравје. Освен во студиото, исто така и во авторските емисии се работат различни теми, па така во печат на неделата културата беше темата која што ја работеше Сашо Ордановски со своите соговорници. Искра Гешовска, директорка на фестивалот Крик, Златко Теодосиевски, ликовен критичар и поранешен заменик култура, министер за култура, Ирена Стефовска, пратеничка и председателка на Собраниската комисија за култура. Имено поводот за кој што разговара, односно Ордановски неговите соговорници, е токму тоа што во ова министерство изминативе неколку години имаше своевидни скандали, меѓутоа и претумбации за тоа кој ќе биде министер, како ќе биде министер. Па така за 2 години, за неполни 2 години на таа позиција седна нов човек, а сега веќе во јавноста се шпекулира на големо дека можеби ќе имаме и трет министер. Меѓутоа, јас да не должам многу, еве го парчето од печат на неделата. Мислам дека генерално сите досегашни влади ја подценуваат културата. И тоа не е системска грешка во онаа смисла која што дури не знам како да ја дефинирам, мислам дека тоа е инерција. Кај нас не се појавил се уште човек кој што ќе удри на маса и ќе рече да, културата е важна и ќе ја ставиме на централно место таму каде што припаѓа. Земите го, сте виделе како изгледа структурата на државниот буџет. Културата е на крај. Прво оди Министерство за одбрана, па Министерство за надворешни работи, па сите други, таа е на крај. Ама нели говоревме претходно за символики околу амбасадорите и овона. Стајте еднаш у средина. Еви таа символика на луѓето ќе им значи многу и ќе покажете дека културата ви е важна. Да речеме, тоа е мала символика, ама е битна. Пак велам, тоа е инерција, сметајки дека културата, да, ќе ја задоволиме, тие бараат малку повеќе пари, ќе им ги даеме и тука заврши приказната. Не е тоа. Роберт Аладјозовски беше да потпише една европска декларација која што се вика Бау култур и ние сме
тогаш кога се носеше баш стратегијата и дури таа декларација ја вклучивме во стратегијата. Ама Европскиот бау култур говори за нов концепт на планирање на просторот, за нова архитектура, за нов тип на урбанизам. Апсолутно, да. Мислам, а ние Скопје 2014 уште ни стои пред нос. Ние подпишуваме се и на хартија прифаќаме, ама не го спроведуваме. Тоа е генералниот проблем. Ирена, и од внатре тоа така изгледа, бидејќи сега реално имаш простор да видиш и од внатре како делува. И од внатре така делува целата приказна, како што Златко ја опишува. Па, да, се согласувам. Прашање на приоритети, на политички приоритети. На сите ни е јасно што се случуваше овие 2 години и никој не вели дека е првиот приоритет. Но, да речеме, од не знам која маргина, сепак културата заслужува и мора да е бар погоре на средина, што велиш ти. Ќе дадам еден пример, ти што рече најдолу е културата, како рече, најдолу е Да, на списокот на финансирање буџет. Имено, и на расправа на буџет во собрание, пошто се расправа за раздели, никогаш не стасува. Не може да дојде во тие 10 дена. Ни во општата расправа, ниту пак во амандманската расправа. Шанси нема да дојде и амандмани да поднесете. Лани поднесовме со колешката Корубин, амандмани. Нема шанси да дојдат, затоа што така како што е редот, викам, стајте малце погоре, не вика така е редот најдолу. Добро, викам, култура, што да правиме? Да, би можело некојаш и да се почне практично. Да, Нека се почне. Да, еве и тоа е макар да се смени таа знаеш, на и на она што и секогаш доаѓаме на почетокот и на крајот, нешто за кое што со години сме расправале, сте расправале како теоретичари на културата околу сваќањето и значењето на поимот култура, така, затоа што културата значи вредности, не е во една широка антрополошка смисла. Значи, да, вредности духовно, духовна креација или наследство. Така е. Културата подразбира во дефиницијата на УНЕСКО е, значи тоа е знаење, вредности, право, обичаи, ставови, верувања на одредени групи, општествени, народи, нации. И прашањето е какви вредности ние сакаме да градиме. И тоа е клучното прашање. И тук затоа е културата толку многу важна и толку многу битна. Добро. Тоа е она што претходната власт го скопче. Инаку во вчерашниот дневник ја слушнавме и приказната на Снежана Караджовска, жена која што всушност ги загубила двете нозе во сообраќајна несреќа, а веќе 3 години надлежните институции се глуви за неа и не ја помогнале. Таа и понатаму апелира особено до Фондот за здравство да и помогне и да ја пружи соодветна здравствена заштита, бидејќи лекарите сметаат дека таа треба да се лекува во странство. Исто така, значи фондот за сега не го возможил тоа, таа го замолува фондот да го стори истото, но исто така тврди дека не ни знаат затоа што всушност не знаат точно што се случува со неа и дека до сега немаат обучено ниту еден пациент со протезите кои што ги даваат. Во продолжение да слушнеме дел од нејзината приказна. Јас нема ништо да кажам што е адекватно за мене, би ги замолила они да кажат. Они појма немаат. Они не знаат, знаете зошто не знаат? Некој од вас да ги праша колку лица до сега обучиле со тие протези што они ги даваат. Дали тоа не значи дека они го оштетиле фондот? Бидејќи се користат тие протези, не се во корист на не ги ставаат, не му возможуваат нормално да функционираат тие лица. Нели? Оштетен е фондот за протезите, мене што ми ги дале. Дури ја не сум го ни оштетила, ја не земав оние, да речам, трајни. Моите се уште оние пробни, пошто видов дека со тоа нема разликата е само во бојата на пластиката, ништо повеќе. Господин Караджовска, вие постиравте на Facebook како тоа по странство се прави и дека постојат сега технологии и можности така натаму кои им овозможуваат на луѓето со слични диагнози, ако може така кажам, да се вратат во некоја нормала во животот. Колку тоа чини за да може вие да го употребите? Вака сега, многу е тешко да се каже колку чини нечiji живот. Ајде да земеме пример, не сакам да се навреди некој пациент кој оди на дијализа, еве да земеме некој што оди на дијализа. Замислете, ја не знам колку чини дијализа, но некој оди 4 пати
во неделата 20 години. Се запрашал некој колку чини тоа? Не, мене не ме интересира. Мене ми е важно дека тој човек е жив. И фондот дека е ползен функционира. да му Така, овозможи и на да му тој човек да овозможи. може да функционира, се разбира. Така, Меѓутоа јас овде станува збор за сума која фондот не ја одобрува за лекување во странство. Ама во ред, јас сумата воопшто не ја барам. Јас 2 години бев примерен пациент со голема волја да одам. И барав да ме обучат. Еве резултатот кој е, се уште седам во количка. На сметка на тоа ја сама си плаќам физиотерапевт дома. Мене ми следува само 2 пати годишно по 15 дена. Зошто не научиле никој да оди? Од една страна викат вие не сте единствена, а од друга страна викат треба да одите. Дали имате луѓе кои го имаат сличниот проблем и се обидувате да се организирате за заеднички настан? Само да ви објаснам нешто. Не можам да се организирам затоа што на 2 пати пробав да најдам некој како мене во страната на мобилност. Се јави некој дека познавам еден, ама тој не може да оди затоа што има контрактурана колк. Проблемот кај мене, јас нема да умрам, ама јас повеќе нема да можам да одам. Јас не можам, знаете, дават разноразни емисии на телевизија, тортијади, не знам, скијање, возење, не знам, се е тоа супер, одлично, јас се согласувам. Ама јас не можам торта лежеечки да правам. Лежам затоа што ако седам, ќе се направи контрактура. И па како тортава да ја направам? Значи, ја не можам да Велите дека функционирам. услугата која ја нуди фондот и македонското здравство во конкретниот случај би била само протоколарна или како своевидна маска, Така, бидејќи не ви го решава де факто проблемот. Не само мојот. Ако најдете вие како новинари некој во Македонија што е обучен без како мојава диагноза, секоја чест. Јас ќе се откажам од се. Добро, колку чини тоа во Холандија, да речеме, таа еве нова технологија која се применува во 25 нормални години. општества, речеме, Така. каде што Тоа системот на вистина здравствен функционира. солидарно функционира. Било каде во било каде земја пробуваат првен со класични протези, но ако ќе видат дека тоа не функционира, ама имаат можност за проба, имаат можност за се, кај мене немаше можност за проба, тие се. Ги сакаш или не ги сакаш? Пробај, оди до на Разбојов, држте со рацете, треба физички да си јак, ама тамо луѓето од 70 години не ги оставаат во количка, иако носеле протези, ги оспособуваат понатаму во животот. Тука со Елена го затвораме овој прв дел од отвореното студио. Секако се враќаме околу 15 часот и 20 минути. Вие останете на 1 ТВ затоа што следува првото информативно издание во рамките на Студио 1 со Александар Петрески.